Вчера и денеска Кочани, високо котиран на табелата на загадени градови, со измерени 95.377 микрограма PM10 честички на метар кубен, што представува висока загаденост и по тоа што е во самиот врв на загадените градови во државата. Граѓаните, иако знаат, сепак се прашуваат дали енормното загадување е само последица на оджакот на Пејпармил, дали на стартот на грејната сезона и палењето на шпоретите на дрва или пак на некој трет загадувач. Бидејќи од палењето на страништата и сламата сигурно не е затоа што во октомври никој не пали по полињата. Градоначалникот Илиев вели дека рацете му се врзани кога е во прашање борбата против загадувачите. Ние како локална самоуправа во фирмите каде што имат интегрирана дозвола, немаме основ да вршиме контрола. Значи, ние немаме право да вршиме контрола таму. Меѓутоа, и без обзири на забраната што ние немаме право, ние сепак се трудевме да најдеме решение како да извршиме поголем притисок не само врз стопанствениците, туку и врз луѓето задолжени, тоа е државниот инспекторат кој е надлежен да го реши овој проблем. Меѓутоа, за да се добие одговор на некој од прашањата за загадувањето, општината ја ангажираше специјализираната фирма Euromax Control, која треба да врши мерење во сите делови на градот и пошироко за да се утврдат критичните жаришта и точки и потоа да се преземат соодветни мерки. Оваа фирма ќе работи во наредните 12 месеци за да даде оценка за квалитетот на животната средина на подрачјето на општината, при што ќе врши контрола, анализа и информирање за повеќе битни параметри што локалниот буџет ќе го чини околу 9.000 евра. Засека останува отворено прашањето дали до резултатите и извештајот на фирмата борбата против загадувањето општината ќе ја води како и досега со парцијални решенија и ограничени надлежности. Прашањето е дотолку поактуелно ако се има во предвид сезоната на зголемена загаденост и опасностите што ги предизвикува коронавирусот.